Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. А денес ќе обработиме една доста актуелна тема за разговор, која што зема се поголем интерес кај родителите особено. Многу е тешко да пораснете физички активно дете во ерата на компјутерите, кога во најголем дел од времето децата играат компјутерски игри или пак се дружат на социјалните мрежи. Ако вашето дете го сака спортот, но само кога го следи на телевизискиот екран или ако го мрази часот по физичко воспитување, тогаш е време да превземете нешто. На оваа тема денес ќе поразговараме со мојот гостин, господин Никола Котевски, професор по физичко образование и фудбалски тренер воедно. Добре ни дојдовте. Добро најдов. Поздрав до вас, до сите во студиото и најмногу поздрав до моите ученици, до моите воспитаници, поздрав до семејството и до сите граѓани што го сакаат или не го сакаат спортот. Така, поздрав до сите нив кои што ги набројавте. Колку е важна физичката активност за здравјето на човекот? Па видете, за да одговориме најпрецизно на вашето прашање, значи, прво треба да се осврнеме на нашиот личен пример на возрастните. Значи, во Македонија, би рекол и пошироко на Балканот, веќе долги децени недостасува позитивниот личен пример. Што значи тоа? Да го поедноставиме. Ако детето, дали е девојче или машко, види дека таткото земал рекет и тргнал ево конкретно на тие терени што ги имаме да игра тенис, а мајката се подготвува за пилатес, тој сигурно ќе излезе да потраша во паркот или едноставно да вози ролери и било каква физичка активност. Едноставно со другарите ќе тргне со друштвото, значи да спортува. Така. Зошто е важно детето да спортува? Па видите, пред да ви одговорам на ова прашање, морам да кажам нешто суштинско. Значи, децата во однос на социјализацијата прават две големи групирања. Првото групирање е негде околу 12 години, а второто е по завршувањето на 9-летката. Тие си бараат, значи, друштво, децата се, значи, нашето најголемо богатство и сакаат да влезат во некое друштво и ако го одберат тоа друштво А, на позитивни, значи, активни деца, значи, семејството нема да има проблеми, а што е најбитно, децата нема да имаат проблеми. И после, кога ќе сменат средината, навикнати 9 години, например, со исти другарчиња, тогаш пак се прегрупираат и се групираат и ако до тогаш при првото групирање биле во некоја спортска активност, тогаш сигурно ќе барат таа група каде што се спортува, каде што се рекреира и ќе влезат таму и нема да имат ни лични индивидуални проблеми, ниту семејството ќе има проблеми, бидејќи на здравјето се му е подредено. Така, тоа е тоа. Така. Дали е точно тврдењето дека децата кои што често спортуваат, го сакаат спортот, од друга страна се пофлексибилни и покоординирани? Видите, сега би кажал нешто вака едноставно, тие што учат одлично, значи тие имаат само почит и почит од другарчињата и почит од нивните воспитувачи. Оние што спортуваат исто така се издвојуваат, бидејќи стануваат на некој начин популарни во средината. Так. Тие се некакви личности кои имаат поголема популарност од оние кои не се занимаваат со спорт. Тука замката или тајната на спортувањето е во тоа, ако детето, како што реков, влезе во таа група на рекреативци, или на спортисти, значи еднаш да се искаже со еден медал било каде, тој веќе на некој начин ја одбрал животната професија или животното хоби. Значи многу е битно родителите да помагаат. Значи родителите, реков и во самиот старт во почетокот на емисијата,
Родителите се тие кои треба да имат постојан надзор, да бидат мотиватори, да ги храбрат, да ги бодрат, да ги потикнуваат децата и пред се и над се да бидат позитивен личен пример. Често пати се случува родителите токму од тој аспект да им бираат сами спорт за нивните деца, а подоцна по еден извесен временски период се воспоставува дека децата немаат ентузијазам за такво нешто. Како да се одбере правилниот? Па, едноставно би одговорил за да можеме меѓусебно до крај да се разбереме и нашите гледачи да имаат полза од разговорот. Значи, бирање на професија на дете или бирање на спорт е многу погрешна работа. Тоа треба да се направи секогаш, да се направи со инструктажа или со бирање на инструкции од стручно лице, но пред се да се почитува желбата на детето. Значи, има деца кои се предодредени за некои спортови. Пред тоа треба да се знае една номенклатура обична, дека децата од 2 до 3, кога се на 2 и 3 години, до 11-12, тој период служи за одбирање на спорт, без да се работите случуваат исилено. Значи, детето треба да ги следи спортските настани и гледајќи позитивен пример од родителите и од блиските, од роднините, од другарите, од повозрастните другарчиња, од врсниците и така натаму, треба, знаете како е, во животот без љубов нема ништо. Значи, треба да создаде однос, односно да создаде пристап и љубов кон некоја работа. Значи, тоа е најбитното. На 2-3 години детето, реков пред малку, значи, мора да се доведе во една состојба да се испочитува неговата волја. Тоа е најбитно. И не му е тешко, например, ако има позитивен пример од родителите, да прошета редовно, да почне да трчи, на 3 години веќе може да вози малечок велосипед и така натаму. И се тоа така оди до 9 години, значи детето се пронаоѓа и така натаму. Так. Од 9 години до 11, тамо 12, тоа е крајната, да речеме, граница, се определува или за спортски игри, или за игри, да речеме, со рекет, попрецизно речено, дали е тоа пинг-понг, тенис и така натаму. А потоа, кога ќе наполни 11-12 години, веќе тргнува со желби, гледајќи ја околината околу себе, прифаќајќи, значи, примери, сака и да се занимава со така наречени борилачки или боречки спортови. Така. Тоа е. Сега, кога сме веќе кај тоа, можеме да заклучиме дека децата, кога ќе одлучат да тренираат еден вид на спорт, да кажеме, го прават тоа до крај, одат во својата замислена цел. Што мислите, зошто го одбираат спортот? Дали поради тоа што е популарен кај нивните другари или поради некој идол кој што имаат можност да го следат? Вие самите сте сведок, како родител, реков, претходно разговаравме, вие сте родител, јас сум родител, родителството е многу одговорна работа. Значи, сепак, почитувајќи ја желбата на детето, вие тоа реков сведочите сами и јас, дека децата одат 5 спорта ќе сменат, да речеме, во рок од 2 години, 3. Зошто? Затоа што не даваат свој придонес со својата љубов кон некој спорт, туку се едноставно наклонуваат кон изборот на нивните другарчиња. И сега, ако другарчето тргне на кошарка, оди и нашето дете на кошарка, меѓутоа, кога нема да се пронајде, кога ќе види дека не му е таму местото, оди на фудбал. Од фудбал, другарчињата се преселиле од тие што подобро се дружи со нив, отишле на ракомет или на пливање или било каде, и тоа оди таму. Меѓутоа, ако остане во спортот, тоа ќе се пронајде. Значи, што сакам да кажам? Ќе стане одличен рекреативец со позитивни навики цел живот да го користи спортот, барем како рекреација, а може би многу лесно да се случи да постигне, како што реков пред малку, некој успех, па да се влюби дополнително во тој спорт и на крај да остане во тој спорт со големо, огромно задоволство и со неверојатна посветеност. Значи, тие се индивидуални случаи, не може да ги групираме во групи, значи постои индивидуалитет и детето бира, значи се бара, се пронаоѓа и така натаму и на крај ќе најде нешто што најмногу му одговара во однос на неговата психосоматска градба, во однос на тоа
каде што постигнал повеќе успех, каде што добил поголеми признанија и така натаму и така натаму. Така. Некои деца после првиот изгубен надпревар најчесто ја губат волјата да продолжат со тој спорт. Како ги мотивирате додатно? Па видете, тоа вака би го сублимирал. Значи, прво, тоа ни е во психологијата или во педагошката психологија на нашиот сенс, на нашата личност. Така. Значи, што би сакал со тоа да кажам? Ние немаме упорност. Ево, гледајте, нашата фудбалска репрезентација дојде до 155-то место и така натаму. Значи, ние се задоволуваме со многу мали задоволства. Значи, немаме возвишени, просветлени цели до крај. Не сме настојчиви, не сме упорни. Јас имам право да зборувам за таа упорност, бидејќи на овие мои години се занимавам со маратонско трчање веќе 30 години. А и пред тоа бев спортист. Одлично. Тоа сакам да го кажам само заради една работа. Зборувајќи за себе, не смеам да бидам погрешно разбран, јас слушно зборувам за другите. Тоа значи дека на вашето прашање би го дал следниот одговор. Значи, детето мора да биде упорно и да биде во согласност, во соработка, во слух со своите родители и со сите оние што го сакаат спортот. Тоа на некој начин вака воопштено би било одговор на вашето прашање. Така. Вие наставниците, како што и самите пред малку кажате, но ќе се служам со тоа, пред се сте добри педагози. Како постапувате со оние деца кои што имаат апатија кон спортот? Баш поради тоа имаат здравствени проблеми, прекумерна телесна тежина најчесто и слично. Тоа сте во право. Да речеме да земеме децата кај нас во нашиве простори малку пошироко на Балканот, 50 до 60% се со прекумерна телесна маса или телесна тежина. Секое, според најновите истражувања и показатели, во Македонија секое 7 дете срамежливо се обидува да влезе во некој спорт. Значи нема тоа некој ангажман, не знам каков. Сега, зошто е тоа така? Морам да се вратам на првото. Треба да се прашам, ево, еден човек ако излезе кај нас да трча. Так. Порано јас кога почнував да трчам, верувајте ми, и да вежбам, 2 до 3 бевне во град, да речеме, од тогашни 100.000. Сега 80.000, 70, пардон, сега се 100.000. Сега може да видите по нашиот кеј тука многу млади луѓе кои знаат дека почнале со нешто, дека стекнале навика и не сака да се одвикнат од таа навика, бидејќи германците рекле многу одавна, значи таа стара германска алеманска поговорка, вика, ако сакаш да спортуваш, ако сакаш да се занимаваш со спорт, подобро е, тоа е и поговорка и на Мадагаскар, подобро е да трчаш во паркот или по кеј, отколку да трчаш по аптеките и по болниците. Секако. Тоа е, мислам, основно. Сега, зошто го нагласувам толку личниот позитивен пример? Затоа што ако излезе некој човек, да речеме, да трча, во тие времиња јас кога почнував, суперсоничен авион да помине или хеликоптер, нема толку да гледаат и да се чудат, што мене никогаш не ми сметало, и ќе дофрлат и така натаму и се. Ние, например, имаме одбојност, одбивност или неприфаќање на промени кај нас. Тоа е суштинска, значи, проблематика. Значи, секогаш животот е промена. Мора да се менуваме, да ги прифаќаме новите начини, принципи, методи, ставови, гледишта во науката, во физичката култура и така натаму. Значи, ние како родители треба да работиме на себе, да ние се осознаеме максимално и после тие позитивни навики стабилно, сталожено, смирено и оптимистички, со елан, со полет да им ги соопштиме и пренесеме преку нашиот личен пример и преку зборувањето, разговорот со нив. Денеска е таква динамика да родителите немаат ефективно време на разговор со своите деца ни половина час. Би сакал да додадам дека на ова ваше добро прашање, инспиративно прашање, дека често пати кај нас се случува, се занимаваме со, наједноставно и најдиректно кажано, со туѓа проблематика, со туѓи животи. Гледаме
проблеми некаде. А тоа не се проблеми, тоа се отворени врати, шанси се тоа. Значи, сакам да нагласам овој пат дека мораме да бидеме упорни и да работиме на себе за да бидеме убедливи пред своите деца. Значи, ако сакаме добро да ги воспитаме и да ги образуваме, пред се ние треба да сме добро воспитани и образовани, бидејќи само добриот воспитуваш може да воспитува или оној што е образован може да образува. Затоа од тие причини не сакам некого да го ставам, да речеме, на маргина, меѓутоа сакам да ги охрабрам сите луѓе дека кога ќе дојдат до некои сознанија и показатели, треба да се љубопитни за да си го напредат своето јас и своето семејство, своите деца и повеќе да се посветат на самите себе и на своите деца, бидејќи децата се тие што очекуваат, како врапчето малечко што чека мајка му да му стави црвче во уста и така натаму, да бидам буквално разбран. Значи, децата се тие кои очекуваат нешто од нас и не треба да ги изневериме нивните оправдани очекувања и надежи. Так. Живееме во едно поприлично, така да кажеме, стресно време. Самата работа, самите домашни обврски не ни дозволуваат токму од тој аспект да им посветиме такво внимание на децата и да ги мотивираме и култивираме во смисла на физичката активност. Дали сметате дека токму поради ова треба да се воведат во училишната програма повеќе часови за физичкото образование? Па видите, јас пред неполна година бев по втор пат во Австралија 2 месеци, гостин бев таму и работев во еден фудбалски клуб каде што ги имаше сите категории. Сиднеј, Вестерн Сиднеј Вондерерс се викаше клубот. И можев да забележам, значи тоа го кажав и во некои претходни емисии, а сега повторно го видов и затоа го истакнувам. Значи можев да забележам секојдневно, значи имавме секојдневно тренинзи, надпревари, немаше ден да нема активности. Значи, сите роднини, сите подалечни роднини, поблиски, пријатели, родители, за нас е несватливо тоа, даваат толку голема подршка на своите деца. Значи, тоа не може да се објасни, за овие прилики се спореда со тие таму. Затоа што причината е проста. Тие најголемата инвестиција во своето семејство ја гледаат преку своите деца. Так. Значи, детето треба да е нивно здраво. И најдобар лек, што велат јапонците за здравието, е да го чуваш здравието. А како ќе го чуваш? Треба да го чуваш со редовна активност. Значи, сакаме редовен сон, сакаме редовна здрава и правилна исхрана, сакаме активен живот се. Меѓутоа, мораме да создадеме план и програма, ред и редослед на сите наши активности подредени на потребите и активностите на своите деца. И јас од порано, многу порано, значи веќе децени се во прашање, алармирам веќе, не кажувам дека уште малку ќе отидам во пензија. Значи, сакам да кажам нешто што на некој начин ќе остане во нечии сеќавање и глава. Значи, мораме сите да ги чуваме нашите деца од пороци, од здравје. Еден од најголемите пороци е ова сега дигитализација и електронизација на се што е околу нас. Значи, веќе во Кина, да ви кажам, во Русија, во Англија, во Америка, изградија посебни пешачки патеки за тие што сурфаат или цело време гледаат во тачот, например, да кажам просто. И на земјата се напишани знаци да подзастана за да не ги изгази некое возило. Значи, до толку им робуваме на тие електронски направи, да тој момент, значи, кажува дека мора да ставиме точка некаде, и тоа точка со извичник. Значи, мораме сите да сватиме дека тие се големи опасности кои на некој начин лепдат над нас и брзо ќе не притиснат до крај. Ништо не е подобро од тоа родителот да рече: оставам се дома, например мајката ева конкретно, ќе ги средиме тие чиниите, све што треба. Значи, тука и ќе кажам нешто што го кажуваат русите. Ако сакаме, вика, витка линија, не ни треба само полна чинија. Значи, треба и движење. Затоа, значи, ќе ги земеме децата, не постои детенце во светот, а не кај нас, кој не сака да се фати додека е помало, за раката, за таткото или за мајката, и
секој дневно или секој втор ден да прошета. Одејќи така и шетајќи, ќе стекне навика и ќе влезе во зависност од движењето. Порано да биде зависно од тоа, отколку од некој порок. И покрај што имаме ние агенда пренатрупана со активности семејни, на работа, вонредно нешто некој работи и така натаму. Ние мораме да не забораваме дека децата се нашето најголемо богатство и најголема инвестиција. И тоа затоа спомнав пред малку од 2 години до 11. Тука се стекнуваат навиките и ако тој ги стекне, синот или ќерката, тие навики, ако ги стекнат тие, потоа и да сакаме да ги излечеме од тамо не можеме, бидејќи тие веќе го имаат како составен дел од својата личност, спортувањето, рекреацијата и така натаму. Така. Тоа би сакал да. Со оваа убава констатација која што ја дадовте, ги оставаме нашите гледачи на кратко пропратени со музичка пауза да одморат и да подразмислат за ова. Како изгледа еден ваш час по физичко образование? Па да ви одговорам директно, тоа е најдобро. Во Македонија инфраструктурата е слаба. Значи, тоа е на товар, да речам, на товар на децата. Значи, имаме училишта кои имаат спортски сали и имаат спортски терени. Значи, тоа е еден тип на училишта. Урбанизирано се. Некои други училишта што ги има во поголем број, имаат само надвор урбанизирани терени, а немаат спортски сали. Тоа е втората групација. Третата е, имаат само прилагодени спортски терени, кои не се ни адекватни за спортување, а немаат ни спортска сала. А знаете дека преку зима, например, кај нас некогаш временските прилики се такви, температурите се такви, да не може, например, без спортска сала. Меѓутоа, секој треба да е креативен творец, да се снаоѓа во адекватни услови. Значи, никогаш нема оправдување за пасивност и за неработа. Што сакам да кажам? Значи, децата во сите прилики што ги набројавме, можат да работат вежби за засилување и одржување на стомачната мускулатура, вежби за засилување и одржување на грбната мускулатура, можат да работат вежби, а посебно прилагодени вежби, значи тоа се во прилагодени услови, кажувам за најтешкото, вежби за сила, вежби за издржливост, вежби за брзина, вежби за скочност, за окретност и така натаму, за снаодливост во простор, потоа некои танци, теловежбени композиции, вежби за чувство, за ритам, за темпо, за динамика. Значи, има многу предизвици. Кој сака да работи, значи ќе најде работа. И затоа кажувам, пред се, значи децата, ако се во фокусот, ако се во интересот на професорот, не постои услов непогоден или оправдување за било каков услов. Значи, сите, јас сум работел во секакви услови, сум работел и во училишта што имаат и сала и спортски терени, сум работел и во средна школа, сум средно училиште, сум работел и во осмолетки, сум работел во осмолетки на албански наставен јазик, на македонски наставен јазик. И сум бил тренер во странство. Значи, има две работи. Работливост и неработливост. Кој сака да се посвети на работата, треба да ја сака професијата, зашто има многу, сега морам, мислам дека добро ќе бидам разберен, кои бегаат од својата професија, мислејќи дека ќе успеат повеќе. Политичариме многу во животот, значи бегаат некаде да, добро, во тешка економска ситуација е државата, секој треба да се снајде да го изведе на пат семејството. Меѓутоа, според мене лично, промашена професија е 90% промашен живот. Затоа што, значи, за да се најде среќата во животот, 9 десетини, тоа е исто француска поговорка, 9 десетини за да се најде среќата во животот е да се најде здравјето преку својата професија. Значи, одењето на работа треба да биде како одење на годишен одмор, со тоа што човекот треба да биде толку мотивиран да работи. Ево, сами сте мајка, некогаш децата доаѓаат, ако не бил физички активен, вие можеби не може да откриете тоа. А и моите колеги на работа, стално се случува веќе 3-4 децени, вика, кога ќе се вратам од работа, повеќе сум уморен. И ученикот вика, кога ќе дојдам од школа, многу сум уморен.
Тоа е психолошка категорија. Значи, кога тргнеш на работа, ако не тргнеш со мотив, со елан, со енергија позитивна, со желба, ти толку се замориш, дојдеш до хроничен замор. И тој хроничен замор не те напушта. Секогаш се ти е тешко, секогаш се ти е тегоба. Значи, мора да имаме полет, енергија позитивна. И тогаш, ако имаме ние позитивна енергија, ќе ја пренесеме и на нашите ученици и ќе ја пренесеме на нашите деца. А за колегите би кажал, ние земаме, некој финансира, дава пари за тоа. Значи, ние земаме пари од државата. Значи, ние кога ќе појдеме на работа, треба да дадеме се најдоброто од себе, не најдоброто на светот, најдоброто од себе. Ама за тоа да го дадеме, видете, како на родител ви кажувам, и с детето тоа исто важи за него. Треба да има волја, а волјата зависи од способностите. Кој има волја, има способности. Кој има способности, тој секогаш има волја. Значи, тие се врзани таа работи. тесна врска. Так, тоа е тоа. Помеѓу тие работи. Да. Што е најпожелно да се носи од опрема на час по физичко образование? Па видите, секогаш, ево ние како родители и на нашите деца им велиме, носете слоевита облека. Значи, се менува, гледате како е времето кај нас, да речеме последниве неколку недели, да не речам и месеци повеќе. Значи, најлесно е, ево, една маичка спортска, после тоа кој ќе тргне на училиште, значи, ако има сала, ако има такви услови, посебно комплетна опрема, која ќе му служи исклучиво, значи, реквизити за физичко и здравствено образование. Ќе заврши со часот, ќе се пресоблече, ќе се облече и ќе тргне на час. Затоа ги пуштавме и ги пуштаме ние 5-6 минути порано од час. За да може да не отиде, зашто најмногу се настинува ако испотен со зној на себе, со пот, облече нешто врз тоа, па потоа не му ни текне да облече доволно слоевита облека и така настинува. Секој човек кога се испоти, ако не води сметка, тогаш е првата причина за настинка. Значи, мора да носи таква облека спортска, се знае што е препишано во тоа. Шорцеви да има, спортски чорапи, спортски патики, мајца обична или дрес. И кога ќе влезе тамо, да одработи како што треба, да се пресоблече и да замине. Ако му е студено за време на часот, зашто има проблеми во некои сали, да кажеме, да не речам каде што нема доволно висока постигната температура. На моменти гледате оние што скокаат во далечина, во височина или сите што се натпреваруваат во атлетика на олимпијади, на европски првенства, на светски првенства. 20 пати ќе се соблече, 20 пати ќе облече за 5 минути, тоа ќе го направи. Зашто додека се загрева малку и додека да му дојде скокот, он се расоблека. Штом заврши, да не му се олади мускулатурата и се вкупното тело, одма облекува нешто. Значи, најдобро е да ги научиме нашите деца, ние на факултет сме имале предмет хигиена. Значи, хигиена ментална, хигиена духовна, душевна и хигиена физичка. Тоа значи дека со чист разум и чист памет мора да си го чуваш здравето, да се пресоблечеш. Душевна значи секогаш да си развеселен и расположен, со разиграна душа да влезеш на час. И кога ти лезеш од часот тамо, исто да си уште расположен и весел, да избегаш од болеста, соблечи се, облечи наново. Значи, тоа зависи од енергијата, значи она што го кажува врската меѓу способноста и волјата. Тоа е Колку минутна физичка активност во текот на денот е доволна за нормален и здрав развој, раст и развој на самите деца? Па нашава држава, сите знаеме, не е економски многу силна за да може да обезбеди тоа што е стварно навистина неопходно. Ево, цел живот го проведовме во физичката култура. Значи, некој има само, сега мора и тоа да го истакнам, ликовен уметника, а не работи ништо надвор од часовите. Пример, а има некој што работи на двата фронта, им честитам од дно на душа. Има некој, да речеме, музички уметник кој, ето, не работи на едно поле, работи на друго. За децата најкорисни, убедливо се оние кои се адекватен, еклатантен пример, значи во својот приватен живот, со, ево, нашава професија, со физичка активност да не престанеш цел живот, а исто и да работиш на себе, зашто дипломата кога ќе ја земеш, тоа е само ти си квалификант за да стапиш на работа. А од тогаш човек останува ученик број 1. Он треба доживотно да учи, додека може да учи, а тоа се вика доживотно учење, а секогаш може да учи, за да може на децата да не им биде здодевен, односно да им наставата по физичко и здравствено образование треба да биде инспиративна, не да биде
здодевна. Значи, кога даваме вежби, ние да ги инспирираме нив, да тие дојдат до израз, да работат уште позаинтересирано, уште поагилно. Сега, ако се посветиш целосно на професијата, тога животот ќе ти стане професија, професијата живот. Значи, начин на живот треба да биде професијата. Сега, кај нас, кој работи така, морам да признаеме, да кажам, на тие другите што се 80-90% неактивни, на некој начин им е чуден и им смета. Так. Меѓутоа, децата се најдобар лакмус, показател и индикатор кој колку вреди. Прашај го детето, тоа науката го кажува. До 12 години, возрастните најмногу ја искривуваат вистината, да не речам лажат, а децата кажуваат кој им е од најголема корис за нив. А тоа што некој дава се од себе, за жал во овие простори, многу смета на оние кои сакаат, да речеме, уморни да дојдат на работа и уморни да си отидат. Сега, децата доаѓаат тогаш во втор план. Јас ова го кажам од проста причина, сега кај што работам, ги поздравувам, значи, силно. Имам такви деца, малку сум емотивен, значи имам такви деца кои нема некој совет или не постои некоја задача која им ја дадеш да не ја извршат во целост. Дури бараат и повеќе, бидејќи знаат, веќе сватија со часови, дека тоа им користи, тоа е се за нив, за нивна лична корист, за нивно подобро ментално, физичко, умствено, духовно здравје. Сега вие ме прашавте за разни земји. Ние немаме толку финанси, немаме сили. Меѓутоа, не е само економијата во прашање. Мора да малку да направиме ченч или промена и во своите сваќања и ангажмани. Ево да ви кажам за пример. Луксембург, например, Полска, Унгарија, Франција има дупло повеќе настава од нас. Во Австралија кога бев, гледайте, има секој ден час по физичко и здравствено образование. Потоа, кога ќе завршат редовните, немаат они многу часови, 4-5, и кога ќе завршат часовите, ги земаат ранците и тој што има талент или дарба, тие се две различни работи, оди тамо да свири на жичани или на други инструменти. Другиот оди да усовршува сликарство, третиот сака кошарка, четвртиот оди со ранецот на одбојка, на тенис, значи сите после тоа имаат слободни активности. Так. И што е најбитно, уште едно ќе ви дозволите да кажам, значи тоа е така организирано, заврши тоа, значи во школове ќе може да направат, не мора, една мора да имаат 1 час физичко дневно, а може и 2, а потоа се запишани во клубови каде што одат и 3 пати да тренираат дневно. А сега кој ќе споредиме со нас, значи ние имаме 108 часа, излегуваат околу 1400 минути таму. Тоа е многу малку за децата. Ајде да пробаме 2 пати или 3 пати да спиеме во неделата. Ајде да пробаме 2 пати или 3 пати да јадеме во неделата. Значи мора да ги научиме дека составен, фундаментален, значи елементарен дел на животот е движењето. Уште Аристотел кажал, движењето е живот, животот е движење. Значи не може да не се движиме. Так. Кај нас во Куманово новина е изреализираниот проект затворениот базен. Што мислите за пливањето, за физичката активност и бенефициите од пливањето? Па пливањето со лесното трчање, јас спомнав 2 годишна, 3 годишна возраст. Тоа се препорачува уште тогаш. Значи, пливањето и трчањето се убедливо најкорисни, значи, спортови во тие години. И лесната гимнастика. Значи, со тоа секој родител треба, значи, да се позанимава, да свати дека прво што ќе му понуди на своето дете, тоа е понуда да му каже ајде да одиме да пливаш, ајде да шеташ, ајде да трчаш, ајде да возиш велосипед и после тоа пак во фундамент спаѓа гимнастиката и кога плива и гимнастика работи, потоа може да одбере и да биде употреблив и пропулзивен, напреден во секој спорт. Значи, прво си треба на куќата темел, ако е темелот здрав како што треба, може да градиме спратови колку што сакаме. Так. Од друга страна, од која возраст препорачувате децата да се запишуваат на оние боречки вештини? Ја спомнавте аикидото и слични. Јас тоа веќе го кажа, ќе го повторам, значи, конкретно, благодарам за прашањето, зашто тоа е многу битно, зашто многу деца гледаат, те не знам,
Чак Нористе, Брус Ли и така натаму, и сакаат боречки вештини, таков им е темпераментот. Тоа значи темперамент, карактерот им е таков. И сега, значи ќе го повторам на што го кажав пред малку. Не би требало тежини, тегови, боречки вештини, значи светски се тие совети од Светската здравствена организација пред се, а потоа и од тие совети се даваат од невролог, од психијатар, од професор по физичко и здравствено образование, од нутриционист, значи целиот организам е во интензивен раст и развој. И боречките вештини и вежбите за сила, тежини тамо, тегови, тоа најдобро е после 11 години, тоа крајно внимателно. Значи да не се претерува. Така. Ви благодарам што ни дадовте појаснување на овие најчесто поставувани прашања. Дали би сакале нешто за крај да додадете или да апелирате, иако во текот на емисијата неколку пати апелиравте до гледачите, до родителите, до децата за поголема физичка активност? Па јас мислам дека добри прашања поставивте, дека таква е емисијата, одговорив на некој начин. Сега би сакал да истакнам уште нешто, се надевам дека никој тоа нема да го свати погрешно и да ми замери, зашто сметам дека е апликативно, применливо и корисно. Значи ги молам сите кои, повторувам, ги молам сите кои се на некој начин способни да помогнат на децата, кои се во таа улога да можат сега седат на таква фотелја каде што можат тамо се нашле да помогнат. Значи ги молам, трет пат веќе кажувам, да се воведат во сите училишта. Значи редовни физички активности надвор од наставата. За тие што се најталентирани, лига за талентирани деца во кошарка, во фудбал, во одбојка, во ракомет. Секој дете да си се пронајде самото школо, во самото училиште, значи да направи таков прогресивен план во интерес и корис на децата, а оние што имаат, спомнавте вие, прекумерна телесна маса, кои имаат проблеми со, да речеме, дебелина и така натаму, за нив да постои лига за рекреативци. Така што, ниедно дете да не се остави надвор од физичката култура, надвор од рекреацијата, надвор од здравието. Значи, секоја школа која ќе понуди такви лиги, ево јас во мојата школа, знаат моите ученици. Иако се малку во училиштето во Пчиња, значи имам за секој спорт веќе по 3 екипи во училиштето. И прва екипа, втора екипа, трета екипа, прва екипа, трета екипа. Сега, и од Централното училиште што е во Браќа Младиновци, редовно по некого го земаат тамо, а имаме ево сега и ученичка што отиде во атлетски клуб, имам од тамо репрезентативец излезен што игра во А репрезентација на Македонија, Стефан Ристовски, имам ученичка пред тоа Драгана Колеска, која се ќе стане, ќе ме замени професор по физичка култура, игра репрезентативец, беше во женски фудбалски клуб на Македонија и така натаму. Значи излегуваат деца. Не е битно кој каде е, што е, од каде е. Значи ако се работи, децата излегуваат. И уште еднаш сите овие што ги спомнав, многу ги поздравувам и ви благодарам на вас за емисијата која е шанса да ето се обратиме до најмилата популација, до децата. Така. Ви благодариме и вам. Тука ќе го заокружиме денешното издание на Нов ден. Се гледаме утре, а до тогаш останете со програмата на К3 телевизија.